Вторник, 16 септември 2025. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Од вчера учениците од прво до пето оделение во кавадаречките основни училишта добиваат бесплатен оброк. Општината ја продолжи оваа мерка која успешно се спроведуваше и во изминатите учебни години. 1730 ученици од прво до пето оделение во основните училишта во Кавадарци добиваат бесплатен оброк и во текот на оваа учебна година. Со оваа мерка, која започна да се реализира од вчера, се опфатени сите деца во пониските оделенија во општинските основни училишта. Денеска раководителот на секторот за образование при општина Кавадарци Јасминка Чулева изврши увид во училиштата со цел да се огледа како се спроведува мерката и дали се обезбедени сите услови за неизина непречена реализација. Според неизините оценки, наставниот кадар и службите во училиштата се организирани, а оброците се навремено подготвени и дистрибуирани до учениците. Општина Кавадарци и оваа учебна година продолжува со проектот Бесплатен оброк за секое дете. Оваа мерка се покажа како корисна и успешна, со околу 20 милиони денари се издвоени од општинскиот буџет и се вклучени 1730 ученици од прво до пето оделение во сите општински основни училишта на територијата на општина Кавадарци. Оваа мерка е не само финансиска поддршка за родителите, туку и вистинска инвестиција за здравјето и образованието на нашите ученици. Советот на општина Кавадарци и секако градоначалникот доктор Митко Јанчев и во иднина остануваат посветени да инвестираат и ќе вложуваат во образованието, се со цел создавање на еднакви можности за сите ученици. Градоначалникот Митко Јанчев вели дека со обезбедувањето на бесплатни оброци општина Кавадарци има за цел да придонесе кон правилна исхрана кај најмладите, да го намали финансискиот товар за родителите, но и да ја зголеми еднаквоста меѓу учениците. Дополнително, мерката има и воспитно образовна улога, бидејќи ги учи децата на редовност во исхраната и создавање здрави навики. Општина Кавадарци во целост го надоместува надоместокот за храната за дечињата од прво до пето оделение. Мораме, како што направивме денеска, и увид и ги задолживме и нашите раководители од сектор и директорите заедно со оделените наставници да видиме во кој правец движиме со храната. Секој дете офатено во делот на алергентни ситуации или било некои работи ако не ги практикува како дете во соработка со родителите. Од ланста година се увиди дека храната повеќе од 95% се конзумира и се употребува на соодветно место, односно децата ја конзумираат како храна. Ова година имаме поширок спектар на оброци. Тоа кажува на една работа дека дечињата од прво до пето оделение како најмлада генерација и оние кои што не можат сами ниту да си купат нешто да направат, дека грижата од општина Кавадарци на високо ниво и како грижа во делот на оброкот, навремено да јадат колективно, заедно да социјалата ни се развива меѓу од најмлади години па натака и да имаме здрава генерација која што навремено се исхранува и покрај другите активности кои што ги имаме преземено надвор од редовната настава. Овој проект, како проект, гледам дека се практикува и во повеќе општини низ државата, така да први бевме кои што го примитиравме, сега веќе 3-4 општини го имаат преземено како проект. Ја мислам дека во едно време ќе премине на државно ниво, затоа што оброкот за едно дете од прво до пето оделение на годишно ниво општината ја кошта некои 22-3 милиона денари, средства кои што општина Кавадарци успева да ги заштеди со доброто менаџирање и од директорите, и од технички персонал, и од самиот кадар во делот на самите училишта, и од нашето менаџирање со заштита на енергија, со фотоволтаиците, со правењето на енергетски термални фасади, со домаќинското работење, така да мислам дека ова е прав успех ако треба да заштедеа, а пари да се потрошат на право место. Анкета беше, да речем, над 85% позитивно 90%. Сега знаете, некаш некој оброк и на било кој, не само на дете му е поомилен, некој е малку, ајде, да речеме сме попасивни, меѓутоа најинтересен е моментот кога дечињата си ги минуваат оброците или па си
си зимаат нешто за оврска за утре ден кога има нешто друго за јадење и така натаки. Мислам дека во цел дел правиот бенефит го добиваат пред се децата, постоа и родителите и сите и цела општина како една општина која што меѓу првите воведила ваков проект. Општината најавува дека редовно ќе се врши контрола и увид во текот на учебната година за да се обезбеди квалитет и доследност во спроведувањето на оваа иницијатива. Градоначалникот на општина Неготино, доктор Горан Стојанов, денеска изврши увид во градежните работи за рехабилитација и асфалтирање на неколку улици во Неготино. Во моментов активно се работи на уредување на улиците 25 мај, два краци од улицата 8 ноември, улиците Петар Демирски, Климентова и улица Ставрев. Вкупната должина на улиците на кои се работи е 1700 метри, а вредноста на работите изнесува 11.344.157 денари со вклучен ДДВ. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Неготино, информираат од прес-службата на општина Неготино. Во екот на бербата, лозарите се соочуваат со голем број на проблеми. Лозарите оставени се буквално на цедило од страна на државата, реагираат преку соопштение од општинската организација на СДСМ Кавадарци. Наместо интересот на лозарите, власта го штити интересот на винарските визби, пишуваат од СДСМ и додаваат. Не ја објавија производната цена и ми дозволија на винариите да ги манипулираат лозарите со откупната цена. Лозарите се уценувани. Уценувани се да им се исплаќаат парите од продаденото грозје намалени за 8%, доколку сакаат истото да им биде откупено. Покрај ова, лозарите се соочени со проблем, кој денес е најакутен, а тоа е проблемот со откупот на вранецот. Денес најголем дел од винарските визби завршија со откуп на вранец, а околу 30% од оваа сорта на грозје е оставен да скапува на лозијата, велат во соопштение од СДСМ. Министерството за земјоделство, владата не направија ништо да го превенираат ова, ниту пак денес нешто прават за истиот да се реши. Пратеничката група на СДСМ, имајќи ја во предвид тешката состојба во која се наоѓаат лозарите, понуди предлог закон со кој се предлагаше укинување на одредбата за 8% намалување, како и финансиска помош од 3 денари за килограм грозје. Но овој предлог, за жал, беше одбиен од страна на мнозинството од ВМРО ДПМН, вклучително и од пратениците од Кавадарци. Ги повикуваме владата, Министерството за земјоделство, пратениците од Кавадарци и градоначалникот активно да се вклучат во спасување на она што може да се спаси, да не остане родот, трудот на земјоделецот на лозијата, стои во соопштението од општинската организација на СДСМ Кавадарци. Со писмена реакција се огласија и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци како реакција на соопштението на СДСМ. Од СДС дали воопшто знаат кои закони ги има донесено и која штета ја имаат направено врз лозарите, реагираат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци на соопштението од Општинската организација на СДСМ. Од СДС треба да се запознаени дека одредбата од законот за вино, која дозволува кратење од 8% од цената на грозјето од страна на винариите, е донесена токму во нивно време. Ако СДС не знае, лозарите многу добро ги паметат и откупните цени на грозје во нивното време. Токму во време на СДС се истураше грозје пред винариите. Откако ВМРО ДПМН е на власт, нема истурање на грозје, напротив се работеше и на успособување на системите за наводнување кој ги остави СДС во катастрофална состојба. Времето на лаги и манипулации заврши, со владата предводена од ВМРО ДПМН дојде време на реализација на проекти. Земјоделството е приоритет на владата предводена од ВМРО ДПМН. Земјоделците сега имаат вистински партнер. Владата предводена од ВМРО ДПМН будно ја следи состојбата со откупот на грозјето и нема да дозволи ниту 1 килограм грозје да остане неоткупено или истурено пред винариите, како во времето на СДС, стои на крајот во писмената реакција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Идентификувани 20 на лица поврзани со пожарите, информира денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање.
се појави јасна снимка како се случува подметнување пожар во објект кој што изби утрово во 4:30. Бев континуирано на линија и со градоначалникот на општина Кисела Вода, и со министерот, и со луѓето од противпожарната единица на град Скопје. Видовте како дрско се подметнува пожар, и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време, дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните пред изборите, и одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите ако направите. Денеска, додека сум јас во Јегуновце, заседаваат врвот на структурите во Министерството за внатрешни работи. Идентификувани се отприлика 20 лица за кои што постои основано сомневање дека стојат позади целиот овој процес. Истовремено имавме одредени дојави кои што ги собиравме изминативе денови, и во координирана акција Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите кои што следат. Така што, за жал, има структури кои што на ваков, би рекол, начин се обидуваат да внесат нестабилност и немир, но како што кажав, тие ќе конструираат, ќе лешинарат, ќе подметнуваат, ние честно ќе работиме, ќе се бориме и на крај повторно ќе победиме. Запрашан во однос на извештајот кој што го објави Државниот завод за статистика за зголемениот промет на услуги, премиерот Мицкоски рече дека токму тие параметри и индикатори покажуваат дека конечно почнуваме да се развиваме. Тоа е уште еден од низата параметри, индикатори кои што велат дека конечно започнуваме да се развиваме, и тоа е причината сите оние центри на моќ кои што не им одговара Македонија да биде повторно водечка во економијата, во мирот, во стабилноста, во меѓуетничките и во регионот, да предизвикуваат да го прават тоа што го прават изминативе денови, изјави Мицкоски. После толку многу манипулации со изјавите на Мицкоски не може да му се верува, порача на пресконференцијата Богданка Кузевска од опозиционата СДСМ. Во изминатите неколку месеци јавноста е сведок на бројни манипулативни изјави на премиерот Христијан Мицкоски. Почнувајќи од последната изјава дека странски центри на моќ и хибридни напади стојат зад пожарите во Македонија, која сериозно ги загрижи граѓаните и ја потресе безбедноста во земјата. Наместо докази, издржани информации и активирање на сите безбедносни инструменти, демантот стигна токму од неговиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Во интервју за 360 степени Тошковски го демантираше Мицкоски и призна дека нема осомничени за хибридни напади, нема центри на моќ кои стојат зад пожарот во Трубарево или зад било кој друг пожар. Ова признание почитувани е директен удар врз кредибилитетот и точноста на изјавите на Мицкоски. Сега јавноста знае дека премиерот ја злоупотребил безбедносната состојба и институциите за да ја покрие својата неспособност за справување со пожарите. Но ова не е единствена изјава на Мицкоски која била демантирана или времето ја потврдило дека е класична манипулација. Да подсетиме, Мицкоски во август минатата година изјави дека има индиции за сценарио за дестабилизација на државата. Никогаш не објави докази и нормално ништо не се случи. Во октомври исто така минатата година, Мицкоски од собраниска говорница обвини дека го следеле со дронови. Никогаш не се објавија докази и помпезно најавениот случај пропадна. Пред само 2 недели Мицкоски изјави дека има информации дека бил следен и дека бил прислушуван. И ова се потврди дека нема никаква врска со реалноста и ова афера на власта пукна како меур од сапуница. Сите овие изјави на Мицкоски, сите овие примери се покажа дека се празни зборови со кои се манипулира јавноста, се манипулираат граѓаните и ништо повеќе. После толку многу манипулации, толку многу измислици, прашањето е дали воопшто граѓаните можат да му веруваат. Не, на Христијан Мицкоски дефинитивно не може да му се верува.
Јавно искажаниот збор на еден политичар, особено на председател на влада, носи тежина и голема одговорност. Зборовите можат да предизвикаат страв, паника или да влијат врз стабилноста на државата. Крајно неодговорно е премиер да си дозволи да изнесува тврдење без факти и без докази со единствена цел да си ја спасува сопствената политичка кожа. Оваа влада и овој премиер не се само неспособни, тие се опасност. Опасност за животот и здравието на граѓаните, опасност за институциите што ги сведуваат на нула и опасност за државата во целина. Од левичарска и работничка партија, како што се представува, Апасиев ја претвори Левица во елитистичка партија која гази врз народот, порача денеска на пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Од левичарска и работничка партија, како што се представува, Апасиев ја претвори Левица во елитистичка партија која гази врз народот. Лажната скромност и неподмитливост на Апасиев и Левица излезе на површина. Апасиев и Левица пред само некој месец купија конфискуван недвижен имот, кој во реалноста чини 3 до 4 пати поскапо, преку договор со извршител и банка. Апасиев и Левица тогаш демантира и велеа дека таков простор немаат купено, ниту пак дека бил ефтин. За на крај, нашата теза дека тие купиле конкретно таков имот испадне вистинита. На една од седниците на Централниот комитет на Левица, Апасиев вели, цитирам: недвижноста има 4 нивоа. -2 го планираме за реткасти студио, како еден вид на прес-центар и студио. -1 има конгресна сала. 0 спрат за кафич, кој претежно ќе бидат ангажирани дечки од Центарот за внатрепартиска безбедност. А на спратот би биле редакциите на Антропол и на Ленка. Затворен цитат. Подолу во истиот овој записник Апасиев додава: условите се повеќе од задоволителни. Нас во просек за овие квадрати ни испаја по 900 евра по квадрат. Од 280.000 евра на 250.000 евра плюс ДДВ. Ова го кажува Апасиев на седница на Централниот комитет на партијата. Почитувани граѓани, Апасиев и Левица се, само не неподмитливи. Тие се луѓе кои денес говорат едно, а утре друго. Тие се луѓе кои немаат став, визија и програма. Тие се луѓе кои си ги користат сопствените членови и граѓаните, па потоа истите ги молат за донации. За на крај, тие пари да завршат токму во жебовите на президиумот на Левица. До кога Апасиев и Левица ќе се представуваат како скромни и неподмитливи пред граѓаните, а од друга страна ќе купуваат објекти во центарот на градот за 3 до 4 пати поевтино во директен договор со извршители? До кога Апасиев и Левица ќе земаат патни трошоци од сопствената партија, а ќе ги напаѓаат останатите пратеници на кои законот им го гарантира тоа право? Апасиев и Левица се демаскирани. Со искрено неверување ги следиме бламирачките изјави на Мицковски и ДПМН, ги следиме изјавите на Мицковски и ДПМН по повод кандидатурите на Левица за градоначалници во Тетово, Гостивар и Струга. Од патетични флоскули за горда Македонија паднавте до ниво да напаѓате партија која единствена има храброст да понуди сопствени кандидати во општини каде што вие и СДСМ кукавички се повлековте и одлучивте да ги поддржите Вреди и Дуј, реагираат од Левица. Понатаму во реакцијата стои: вие, кои од петни жили ги браните кандидатите на Вреди, немате никакво морално право да и држите лекции на Левица. Се спуштивте на ниво вашиот помал коалиционен партнер да не ви прави никакви отстапки. Па така, например, во град Скопје извади свој кандидат за градоначалник без да ве праша. Поврзувањата на Левица со Дуј се крајно смешни. Ние никогаш сме немале договори со Дуј и така ќе остане. Пример за тоа се бројните кривични пријави поднесени единствено од наша страна против функционери од Дуј, стои меѓу другото во реакцијата на Левица. Убиството во Велес се поради негрижа на полицијата на Тошковски и институциите на ДПМН, обвини председателката на форумот на жени на СДСМ Даниела Колева.
Двојното убиство во Велес е страшна трагедија, но уште пострашно е што денес зборуваме за животи што можеле да бидат спасени. Овој случај е јасен доказ за системски колапс на ВМРО ДПМНЕ и за институционалната незаинтересираност за граѓаните и заштита на жртвите на семејно насилство. Полицијата на Тошковски и Центарот за социјална работа не само што не си ја завршија својата работа, со својата негрижа овозможија насилството да ескалира до убиство. Сега веќе убиената Росица барала помош кога била тепана, кога имала закани, барала помош кога и била запалена колата, ама никој ништо не превземал. Полицијата на Тошковски била алармирана со повеќе пријави за закани, за физички напади, за палење на возилото, за кражба, но тие со прст не мрднале. Не издале забрана за приближување, не спровеле предистражна постапка, не обезбедиле заштитни мерки, не направиле ништо. Тоа е пропуст кој денес значи 2 загубени животи. За ова одговорноста мора да почне од првите луѓе на СВР Велес. Понатаму, Центарот за социјална работа не понудил никаква помош на жртвата, не спровел проценка на ризик, не ја сместил во безбедна куќа. Ја оставиле сама и незаштитена, иако опасноста била очигледна. Насилникот не бил третиран како високоризично лице, иако заканите биле повторувани и сериозни. Ова е суровата реалност во Македонија денес со ВМРО ДПМНЕ. Институциите што треба да ги штитат граѓаните и жените потврлиле. Нивното молчење, нивната инертност и некоординираност ја чинеа Македонија уште еден фемицид. Оваа трагедија е институционален срам за кој мора да има одговорност. Бараме итна ревизија на случајот, одговорност и санкции за сите службеници кои што не постапиле. За живот се работи, одговорност мора да има. Дневникот го продолжуваме со информација од спортот. 3 медали на традиционалниот белградски победник за кавадаречките ММА борци Дарко Димитриев и Јордан Џошев освоија злато, а Илија Митрев мораше да се задоволи со бронзен медал. Изминатиот викенд во Белград, на култната Калемегданска тврдина, Кавадаречкиот центар за боречки вештини и ММА клуб Будо настапи на традиционалниот ММА меѓународен турнир белградски победник Стефан Савич. На овој турнир во мешани боречки вештини, Кавадаречкиот боречки и ММА клуб Будо настапи со тројца храбри надпреварувачи и беа постигнати на вистина извонредни резултати. Дарко Димитриев настапи во категоријата до 66 килограми и забележа 3 победи. Првите 2 борби ги доби со технички нокаут и во финалната борба забележа победа со убедлива судиска одлука од 3:0, со што го освои првото место и се закити со златен медал. Јордан Џошев во категоријата до 70 килограми забележа победа со полуга, а борбата заради тоа беше прекината во втората рунда. Заради тоа кавадаречкиот борец го освои првото место и златниот медал. Илија Митрев во категоријата до 75 килограми немаше спортска среќа и беше поразен од српски борец, па на крај мораше да се задоволи со третото место и бронзениот медал. Честитки за нашите храбри борци, за големата борбеност и успесите со што само го потврдија клубското мото – сила, дисциплина и срце во борбата.
Утре не очекува сончево време со слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата ќе достигне 32 степени. Го завршуваме дневникот. Благодарам што бевте со нас. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.